Фудбалот е супер спорт, луѓе, леве, фудбал, Она, даваш гол, нели, и трчаш, соблакаш дресот, соблакаш гакиците, чорапите, копачките, легнеш на тревата и со душа чекаш да ти нарипаат 10 опасно запотени мужина на чело со голманот. Например, таков еден имавме мој клуб, многу згоден тип, он мене многу ме нервираше. Ке дае гол, ке се облече тоа дресот и педерот не дозволува да го фатиме. Само ни бега по цел терен. Али ова беше најинтересно. Беше полувреме, и у прво полувреме овој најдобриот противнички играч ни даде 2 гола. И овој тренерот на полувреме нервозен ми вика: "Кире, сопреку прво полувреме, како знаеш, иначе не ми искаче пред очи." Ја почнав второто полувреме и кога сега памтам, противниците изведуваат корнер. И јас застанав зад овој најдобриот противнички играч и у тоа гужвата никој која не гледаше су му збрцал прсу гъс. Толку силно му го збрцав прстот у гъс, што му ги скинав гатиците. И овој нервозен се врти и ми удира бокс. И судијата го виде само оној момент кога овој ми удира бокс. Му даде црвен картон на играчов, го изведе надвор и ние така после направивме пресврт и ги тепавме со 3-2. После тоа, овој тренерот секоја утакмица мене ми даваше да ги чувам најдобрите противнички играчи и ја на сите им брцав прсу гъс, понека цела рука им брцав и они редовно ми маваа боксо и добиваат црвени картони и ние секојаш така победуевме. Ете, на тој начин заиграв и за фудбалската репрезентација на Македонија. Ама и оттамо многу брзо ме избркаа. Ама и од репрезентацијата многу брзо ме избрка кога почнав и на судиите да им брцам прсти у гъс. Ама после сум се запишал на уметничко лизгање, без да знае татко ми. Уметничкото лизгање стварно има многу секс. Само штета што нема мушки двојки. Замислете, мушки двојки, па го креваш вака партнерот на една рука, па го вртиш вака као рулет, па го префрлаш на другата рука, го фаќаш, па го фрлаш, он прави двоструки ексел, ти го фаќаш вака пред тебе, па почнеш да го возиш по тоа мразот, па тука малце го тресеш, па го возиш по тоа мразот, го возиш, па тука го тресеш, па ако случајно ти е многу спор, искачаш пред него, имаш и за што да го повлечеш. После тоа се запишав на скокови во вода. Кога слушнав дека водата во нашите базени е ладна као кур, па јас у модел таму и све на гъс сум скокал. А знаете што е ова? Педер игра тенис. Тенисот е супер игра. Ја, например, многу си го сакам овој Новак Џоковиќ. И, например, исто така многу го почитувам овој Роже Педерер. Исто така и овој е добар, не е лош, овој шпанецов Рафаел Мидал. Тенисот е стварно супер игра. Секојаш имаш рекет со дршка на кој што можеш да седнеш да се одмориш по напорните сетови. И ја така си тренирав спортови и татко ми гаеше надежи дека од мене ќе стане пичкин душмани наместо педер. Ама неговите надежи се изјаловија кога имав 17 години. Се вратив една сабајле рано, 4 саат беше дома, татко ми не беше легнат, ме чекаше и како јас влегов во врата и он почна да ми се дере. Кај си бе до сега да ти имам гъс мајчин? У колку сати треба да доеш дома да ти имам мајката у пичка да ти... Ја викам, тато бе, чекај, немој да псуеш бе, тато. Па јас вечерва се задржав затоа што имав прв секс. Леле, татко ми која се озари. Браво бе, син татин бе, абе така те сакам бе, да чујам си имал прв секс, а неко геша со лепези што ми се шеташ. Седи, син татин, сега да се напиеме по едно ракијче, да се почастиме за твојот прв секс. Седи! А ја го гледам и му викам, не можам бе да седам, тато, многу ме боли газот.